Здраво и официјално добре дојдовте во најновото издание на Нова Биз. Како што ви ветивме во студиото на телевизија Нова, гостин е познатиот македонски дизајнер Никола Ефтимов, со кого во наредните минути ќе го прокоментираме стайлингот на дел од македонските кандидатки за пратенички во македонското собрание. Знаеме добро дека јавните личности покрај тоа што треба да внимаваат на однесувањето, на реториката, секако дека треба да внимаваат и на стайлингот, па тука не би ги исклучиле ниту политичарите или политичарките, нели? Никола, добре дојде во студиото на телевизија Нова. Јас еве би почнала, ако веќе се подготвени фотографиите од режија со Елизабета Канчевска-Милевска, значи сосема е случаен редоследот, нека не ни замери никој. Еве, веќе можеме да ја погледнеме и првата фотографија, што би рекле вие за овој аутфит? Да, во секој случај важи за дама која особено посветува внимание нели на изгледот. Секоја политичарка, меѓутоа особено политичарки кои што се на вакви функции како што се министерки на култура, за култура, по мене би требале да водат голема сметка за изгледот, а тоа е и случајот со госпоѓава за која што зборуваме. Таа е позната во македонската јавност по секогаш добро осмислените модни изгледи. Таа води голема сметка за модните додатоци, постојано има убав накид, убави марами. Она што кај неа ми се допаѓа многу е што без разлика дали е на терен, во канцеларија, во одредени ситуации кога пречекува гости, секогаш е достоинствено и елегантно облечена. Соодветно на пригодата. Апсолутно. Так. Јас би продолжила со Радмила Шекеринска, ако може режија, ако се подготвени веќе фотографиите да ги погледнеме. И од вашаго, што мислите вие за стайлингот на ова наша македонска политичарка? Па, за разлика од претходниот случај каде што имавме многу додатоци, многу смислена облека, јас би рекол генерално дека во случајот на госпоѓата Радмила Шекеринска имаме многу поедноставен изглед. Тоа не го прави подобар или полош, меѓутоа се враќаме на она што го зборувавме минатата недела, дека покрај функцијата треба нели и да изгледот биде прилагоден на некој начин и на самиот карактер и на самата личност. Во сите јавни настапи што досега ја имаме гледано, имало варијации во однос на косата, дали таа била испеглана, дали била со пуштени кадрици. Меѓутоа, генерално, доколку би требало некоја генерална оценка да кажам, се сведува на тоа дека парчињата се релативно едноставни, евентуално има некој мал дизајнерски допир, да речеме во џејпот, во копчињата, меѓутоа е многу исчистен и без премногу додатоци. Така. Оно што ќе го погледнеме следно, станува збор за релативно млада политичарка, Даниела Рангелова, но во секој случај дама која, барем, генерално остава впечаток дека посветува внимание на аутфитот. Ето, можеме да ја погледнеме и првата фотографија. Кој е твоето мислење, Никола? Првото нешто што паѓа во очи е постојано средената коса. Значи, тоа е еден од незините карактеристики, доколку си давам за право да зборувам за целосниот стайлинг незин, не само за облеката. Меѓутоа и во сите јавни настапи во кои што јас ја имам видено, тоа се станува збор за фустани, паута и така натаму, различни комбинации кои што се добро скроени, делуваат многу достоинствено. Од она што досега исто така имам видено, најчесто станува збор за неутрални бои. Често пати знаеме да ја видиме во темни, дури во црната боја. Црната боја знае да биде разиграна со одредени контрасти со бело или доработки во самиот материјал, како што, да речеме, на дел од митинзите видовме со, да речеме, шевови појачани со контрастни конци, контрастни копчиња и така натаму. Така. Да ги погледнеме и фотографиите со Фросина Ремински. Кај неа, генерално, кога ќе се погледне, нели, впечатокот што го остава,
станува збор за исто така некој изглед кој што е без премногу приказна внатре, во смисла дека нема премногу додатоци, нема нешто што ќе нели го надополни изгледот. Кошулите се многу често крајно базични, такви се и палтата. Јас не навлегувам на територијата на вкусот, нели на личниот вкус, меѓутоа сметам дека евентуално доколку би си дозволил да дам некоја сугестија, можеби би било да се води поголема сметка за косата, затоа што не секогаш косата е во најсрекно решение во тие стајлинзи. Така. И откако генерално ги признаеме, ги пофаливме во поглед на стајлингот, што е она што тебе лично ти смета кај нив и би променил? Знам дека македонскава ситуација економска е таква каква што е. И знам дека овие добро, не секогаш треба да бидат потрошени многу пари за да изгледаме добро, не? Сакам да кажам дека ја немаме онаа финансиска моќ како на Запад и споредбите не се баш секогаш на место. Меѓутоа, генерално според мене треба да знаат дека како јавни личности, особено репрезенти на народот, и народни избраници, тие имаат нели и како дел од описот на работното место влегува и оној визуелен аспект, значи впечатокот визуелен што го оставаат. Немам чувство, освен во неколку позитивни примери, како што беше на пример со господјата Елизабета, дека постојано сите секогаш се навистина во нивното најдобро потенцијално издание кога се презентираат пред јавноста. Така. Значи, мој совет би било сепак да се потроши малку повеќе време во осмислувањето на изгледот. Јас ти благодарам за овој бесплатен совет и се надевам дека ќе се согласиш и не знам дали воопшто го делиш мислењето со мене, дека гледачите во секој случај првите 5 минути го анализираат аутфитот, а дури после 5 минути анализираат и што ќе каже некој. Така е, затоа што можеме да дискутираме дали тоа е правилно или не, меѓутоа сепак ние реагираме на визуелното, тоа е и во маркетингот, тоа е во продавањето на производи и така натаму, така да и политичарите не се надвор од начинот на кој што ние ги восприемаме нештата. А и не секогаш има втора шанса за првиот впечаток, Апсолутно. Кој е многу битен. Нормално секој треба да води сметка и за она што е основната нивна работа, тоа е нели програмите за кои што се залагаат, меѓутоа сепак доколку зборуваме за професионален настап, визуелното е неизбежно. Никола, ти благодарам за одвоеното време и што еве повтор пат си гостин во студиото на телевизија Нова со цел да се доискажеме, нели, затоа што минатиот понеделник го коментиравме стајлингот само на делот политичари. Благодарам уште еднаш за поканата, ми беше многу пријатно. Пред да заминеш од студиото на телевизија Нова, дали би променил нешто во стајлингот кај Меланија Трамп сега веќе како прва дама на САД? Да, можеби би ја повторно доколку некој мене ме прашува. А тебе те прашуваме, сега ти се прашуваш, да. Би ги отстранил сите оние одвишни детали кои што на моменти асоцираат и на кич. Едно е богатството и раскошот, друго е добриот вкус. Првата дама на Соединетите Американски држави ја презентира и нацијата. Така. Покрај сопругот и мислам дека многу постокмен, многу подостоинствен изглед би прилегало многу подобро. Ти благодарам уште еднаш, а не случајно му го поставив ова прашање на Никола Евтимов, затоа што во наредните минути ќе слушнете дека Софи Тале, позната модна дизајнерка која се грижеше за стајлингот на првата дама во Белата куќа воопшто, ќе откаже љубов на Меланија Трамп. Кои се причините, дали токму поради тоа што не може да се пронајде со и да најдат заеднички допирни точки со нејзиниот вкус или сосема други, ќе дознаеме во продолжение. Дизајнерката Софи Тале, која постојано ја облекува првата дама на САД Мишел Обама, изјави во отворено писмо на Твитер дека нема да ја облекува Мелани Трамп. Таа ги повикува и другите дизајнери да го сторат истото.
Во писмото Софи вели дека е свесна дека не е соодветно од нејзина страна да се меша во политиката. Одлуката се должи на расизмот, сексизмот и ксенофобијата на новоизбраниот претседател на САД Доналд Трамп за време на предизборната кампања. Софи е единствениот дизајнер кој ја објави својата позиција против него. Но извори велат дека таа не е единствената со такво мислење и многу други немаат намера да им помогнат на семејството Трамп да се облекуваат. Дизајнерот Каролина Херера пак коментира дека сето тоа е привремено и наскоро сите ќе ја облекуваат Мелани, бидејќи таа ќе ја представува Америка. Во меѓувреме во социјалните медиуми се пошегува со Софи дека има ужасна облека и новата прва дама треба да испрати благодарност. Доналд Трамп се преселува во Белата куќа, но без сопругата и синот. Како што дознаваат странските медиуми, Мелани и барон Трамп ќе му се придружат на Доналд во Белата куќа дури после 6 месеци, кога барон, кој има 10 години, ќе заврши училишната година во Њујорк. Пост наведува дека Меланија нема да се пресели веднаш, туку постепено, но дека тоа сепак нема да ја спречи во извршувањето на должноста прва дама. Меланија е исклучително блиска со барон, бидејќи самата кампања многу го истрошила барон, Меланија се труди сега да не му отежнува уште повеќе. Велат медиумите. Барон Трамп моментално посетува приватно училиште, кое што чини околу $400,000 годишно. Меланија редовно му помага на барон околу задачите, а Доналд повеќе пати изјавил дека неговиот син нема дадилка, туку дека тие се трудат бројот на вработени во домот да го сведат на минимум. Пишува People. Ако имате премногу голема помош, тогаш нема да стигнете да го запознаете сопственото дете, изјавил Трамп. За обичните суперхерои од сега во ново пакување Витаминка. 20 години лидери во светот на козметиката и естетиката. Центар за убавина Афродита С. 20 години посветени на врвна нега и убавина. Да се креира убавина, да се подигне свеста, да се стави насмевка на секое лице. Ја поттикна идејата од која произлезе Афродита С. Илјадници веруваат во нашата професионалност, а ние ги следиме иновативните линии и светските трендови. Затоа Афродита С секогаш е чекор пред другите. Повелете и резервирајте во нашите салони. Информација вели Истанбул доби свој музеј Мадам Тисо. Таму ќе бидат изработени скулптури во природна големина на Кемал Ататурк, Сулеман Величествениот, а исто така и фигурите на Бред Пит, Џулија Робертс, Надал, Леонардо да Винчи, Моцарт и многу други. Ако сакате во бројки, тогаш ова е 24-тиот музеј од брендот Мадам Тисо во светот. Познатиот музеј за восочни фигури Мадам Тисо вчера отвори свој објектив во центарот на турскиот град Истанбул, каде што освен за современите холивудски звезди ќе има оддел и за личности од турската национална историја, како Сулейман Величествениот и Кемал Ататурк. Ова е најдобрата скулптура на Ататурк изработена досега, изјавува Сарпер Хилми Сунер, генерален директор во британската компанија Merlin Entertainment, која управува со музеот. Восочната скулптура на основачот на Турската република, изложена во музеот во Лондон, беше жестоко критикувана и окарактеризирана како срам за турската нација. Ова е 24-тиот музеј во светот од брендот Мадам Тисо. Туристите во новиот музеј ќе можат да ги видат восочните фигури на Бред Пит, Џулија Робертс, Леонардо Ди Каприо, Рафаел Надал, Усейн Болт, како и на Леонардо да Винчи и Моцарт. И тука го заокружуваме нашето дружење во рамки на второ издание на Нова Бис. Јас ви закажувам повторна средба во 14:35. До тогаш останете благовремено информирани со најновиот информативен блок на телевизија Нова.